Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван министр за внатрешни работи, почитувани граѓани. И овој одговор на интерпелацијата гледаме дека министерот вртеше и ништо не одговори. Но затоа ние, народните избраници, имаме обврска пред граѓаните денеска да ја разобличиме и да го разобличиме неговото владење во овие 2,5 години министер за внатрешни работи. Денеска, почитувани граѓани, ќе видите како организирана криминална група се штити помеѓу себе. Денеска ќе видите зошто во Македонија нема правда, нема одговорност. Затоа што тој што треба да го гони криминалот и корупцијата, министерот за внатрешни работи, тој самиот го штити криминалот во државата. Да имаше право и правна држава, да имаше закон кој што важи за ВМРО ДПМН, Панче Тошковски одамна ќе беше сменет. А да имаше морал, Панче Тошковски денес не требаше да биде предмет на интерпелација. После сите скандали, после сите пропусти, после сите убиства, трагедии, безбедносни инциденти, после 5 тони дрога што поминаа преку македонската граница, после распадот на безбедносниот систем, Панче Тошковски требаше сам да си понесе неотповиклива оставка. Но не понесе. Затоа што знае дека за него стои Христијан Мицкоски. Затоа што знае дека мнозинството ќе го штити. Затоа што ова не е власт која бара одговорност, туку е власт која ги штити своите. Се сеќавате на неговите големи зборови кои што денеска тука ги спомна повторно пред македонската јавност Панче Тошковски. Брат да ми ќе одговара. Еве, помина 2,5 години од кога сте министер, кажете кој одговараше. Никој не одговара. Никој не одговара за ова кој што го направиле. На една од претходните седмици за пратенички прашања лично го повикав Тошковски да си понесе оставка. Наместо одговор добив бегање. Почитувани граѓани, толку многу скандали се случија во изминатите 2,5 години, што не знае човек од каде и да почне. 5 тони дрога поминаа преку границата, не 5 килограми, не 50 килограми, 5 тони дрога. 6 месеци подоцна нема никаква одговорност. Нема разрешувања, нема оставки, нема виновници. Како поминаа 5 тони дрога, министре, преку македонската граница? Кој од Министерството за внатрешни работи го дозволи тоа? Кој ги штити? На сите овие прашања одговор нема. Господине министер, македонската јавност бара одговор. Кој е Симе од сликите со Мицкоски? Зошто никогаш не беше овој човек викнат на одговорност, иако пукаше со калашников јавно? Затоа што системот е, почитувани, распаднат. Затоа што Министерството за внатрешни работи не функционира. Затоа што државата е претворена во партиска филијала на ВМРО ДПМН. За командант на тигрите е поставен човек кој спречувал инспекцијска акција и физички нападал инспектори во одреден локал. И за тоа нема одговорност. За командир на ПС поропотово поставен човек кој јавно пука со автоматска пушка. Илјаници пресконференции држевте вие кога беше обелодената таа слика. Вие сами го вративте на работа. И за тоа нема одговорност. Луѓе од обезбедувањето на Мицкоски продавале службени информации за пари. И за тоа нема одговорност. Другиот бодигард на Мицкоски добива условна казна за семејно насилство. И за тоа нема одговорност. Луѓе со искуство и кариери во Министерството за внатрешни работи се понижуваа со наредби за привремено распоредување, се испраќаат на улица како собраќајци или на пријавница само затоа што не се партиски подобни. Се уништува професионализмот во институцијата, се уништува кариерниот систем, се создава партиска полиција. Во кабинетот на министерот советуваат луѓе со кривични постапки за организиран криминал. Во мојот прилеп, министерот 2 пати одобрува неплатено отсуство по 3 месеци на началник на ОВР за да работи градежно во Америка. Наместо да се грижи за безбедноста на граѓаните, наместо да раководи со полицијата, наместо да биде на работно место, кој парадокс, да оди да работи градежно во Америка. А кој е резултатот, знаат прилепчани. До денеска за 2,5 години имаме експлозија на насилен криминал и трговија со дрога. Запалени беа 24 возила. Опожарен окен клуб, во дворот кој беше фрлена бомба. Во друг двор е поставена нова експлозивна направа. Угостителските објекти станаа мегдан за насилство и вооружени пресметки. Тоа е реалноста во Прилеп. Тоа е резултатот од вашето катастрофално работење. И така е секаде, не е само во Прилеп.
Во Скопје беа убиени млада жена и дете и покрај повеќе од 10 претходни пријави. Министерството за внатрешни работи на Панчев било и слепо и глуво. Во Велес жена лично му пријавила на министерот. Исто во Велес беа убиени жена и нејзиниот татко. Во Старо Нагоричен серијски убиец со години убивал жени пред институциите да реагираат. Семејното насилство стана секојдневие. Превенција нема, одговорност нема. Во училиштата гледаме брутално физичко врсничко насилство. Гледаме злоупотреба на малолетници, гледаме тепачки, гледаме страв, гледаме несигурност. Во Кочани се случи огромна, тешка и болна трагедија која онесе 63 човечки животи пред се млади. До денеска семејствата, роднините, граѓаните не можат правдата да ја добијат. Панчев прв ја саботираше вистината. Тврдеше дека виновни се само кадри од минатото. Ги бранеше актуелните полициски функционери. Ги бранеше началниците поставени лично од него. До последен момент тврдеше дека нема одговорност. Па под притисок на јавноста и обвинителството видовме обвиненија. Ама правда не видовме. Милиони скандали се случија на северната граница со Косово. Границата е буквално претворена како решето. Артан Груби го пуштивте, па после го пречекавте. Фалеше уште црвен килим да му поставите. Алармантно е што и самите вработени во Министерството за внатрешни работи преку анонимни пријави предупредуваат за шпионажа, прикривање и заташкување на постапки, како што беше скандалот во кабинетот на претседателката Силјановска. Тоа покажува колку е длабок распалот. Понесени кривични пријави со месеци се чувале во фиока. Има кривична пријава за началникот на РЦ Југ во Кавадарци, поврзана со случај со запленето возило. Јавноста нема одговор што се случува со таа постапка, како и многи други случаи кои се чуваат во фиоки. Затоа денес не расправаме само за еден министер. Денес расправаме за целосен распад на безбедносниот систем, за партизација на полицијата, за неказливост, за заштита на партиски кадри, за држава во која граѓаните се оставени сами на себе. Секој кој има барем малку чувство за одговорност кон државата и граѓаните денеска ќе гласа за. Но ја знам дека нема да помине. Нема да помине затоа што ВМРО ДПМН ќе го заштити својот министер. Исто како што го штити секој свој кадар, исто како што ја штити секоја афера. Барам одговор тука пред македонската јавност, министер, да одговорите. Дали отворите предмет за 161 тендер за стемената фирма на Томовски? По кој број е заведен предметот? Кој го работи и до каде е? Истото и за 51 тендер преку општините за омилената фирма на Пирамид Билдинг и за 74 тендери за Ленди Груп фирма за 9 милиони евра за фирма со само 20 вработени. За тендерот од 1,2 милиона евра за фирма блиска до знам преку пошта, дали отворите истрага, кој број и датум е заведена и дали постапуваш? Ти си обичен министер, партиски извршител и ништо повеќе. Еве уште еден пример. За граначалниците од районовите СРСМ открива Паланка, Струмица, Крушево, Пробишни, Свети Николе, Росман, Делчево. Дора им понесовте безврска неиздржани кривични пријави. Јано тука пред македонската јавност ве прашувам. Дали понесовте пријава за граначалникот на Чајре, за 100 дивоградби во самата општина Чајре? Или уште еднаш, преку овој пример покажувате дека сте партиски извршител и ништо повеќе од тоа. Почитувани граѓани, јас сум сигурен дека владеачкото мнозинство уште еднаш ќе го заштити својот партиски министер за внатрешни работи. Но министер Тошковски, денешното гласање нема да избриши одговорноста од вашите плеки за безбедността катастрофа што им предавите на граѓаните. Нема од вашите плеки да се тргнат сите овие скандали кои што ги обелоденуваме секојдневно. Но едно да знаете, после 2,5 години, малце чувство во вас мора да проработи. Мора да проработи во интерес на граѓаните, во интерес на државата. Затоа што ова кој што го направивте во Министерството на внатрешни работи е пустош од поновата историја на државата. И затоа, уште еднаш тука пред македонската јавност, пред македонските народни избраници ве повикувам, дајте, понесете си неотповитлива оставка и ослободете го Министерството на внатрешни работи од сите овие скандали кои што ги обелодени. Благодарам.